Нови сознанија за постоењето на преисториската наколна населба во Дојранското езеро. Последните археолошки истражувања кои завршија пред неколку дена даваат нови информации за животот во оваа населба, занимањата, навиките и секојдневниот живот на нејзините жители. Археологот Зоран Рујак вели дека фасцинира пронајдениот материјал, како и начинот на кој таа била организирана. Самиот феномен што постои наколна населба е доста значајно. Поготово од времето на досната бронза и она времето на хероите, знаете, за кој што пишал и самиот Хомер. Многу работи се специфични, пред се остатоците од архитектура. Имаме остатоци од објекти, остатоци од платформи, остатоци од мовчиња помеѓу платформите и помеѓу објектите. Ова не е населба како она во Охрид, каде што на голема платформа биле стационирани многу објекти. Овде, најверојатно, секој објект бил засебен, има своја сопствена платформа, а сите заедно помеѓу себе биле поврзани со мовчиња. Завод и музеј Струмица има изработено идеен проект за ова наоѓалиште, а следната година поднеле барање до Министерството за култура и туризам да се изработи и основен проект. Целта е да се направи музеј на вода и да се презентира животот во наколната населба во праисторијата. Изработката на основниот проект ќе даде динамиката на реализација, конечната реализација на проектот. Тоа може ќе биде за 1 или 2 години, не знаеме точно, но сепак прво изработката на основниот проект е влезена во нацрт годишната програма на Завод и музеј Струмица за 2026 година. Се надевам дека Министерство за култура и туризам ќе издвои средства за негово изготвување и подоцна ќе знаеме точно за колку години ќе се реализира тој проект. Истражувањата на овој локалитет почнаа пред 10 години, кога водата во Дојранското езеро беше повлечена и можеше да се работи. Последниве години, кога не работеше хидросистемот Ѓавото, повторно се намали нивото во езерото, па археолозите се навратија на наоѓалиштето кое се наоѓа до самата граница со Грција.